Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски му возврати на лидерот на ДУИ Али Ахмети за пораките што овој последниот му ги испрати од конвенцијата на НАИ во Скопје. Така ДУИ си го крева рейтингот, а тезите им се стари и излитени. Те крвови, те јастреби, те орли, те зајаци. Истото тоа, истиот фолклор го споменуваат. 20 години истиот филм. Албанците му се иселија, парам парче направија од крадење. Метафорите на митинзите повеќе не им поминуваат. Добри се за хумористични филмови, ако сакаат некого да насмеат, рече Мицкоски, гарантирајќи му една работа на Ахмети. После 15 месеци или нешто повеќе, еве да речеме година и половина, отиде во опозиција. А после овие избори одиш во политичка пензија, јас ти гарантирам. На прашањето за овие изјави подпредседателот на ДУИ Бујар Османи рече дека воопшто не го изненадиле и мисли дека Мицкоски ќе продолжи со таквиот речник. Бидејќи Мицкоски по природа е албанофоб, он ги мрази албанците. Он во неговиот тим нема ниту еден албанец. Он кога патува надвор не зима албанци. Он го укинува балансерот затоа што сака да ги тргне од институциите. Он го укинува албанскиот јазик затоа што му пречи, не сака да го види во документите. И тоа е посилно од него. Ние тоа го видовме во првиот ден, од неговиот вокабулар, од влечењето за уши. Тоа што не вознемирува е што таа негова омраза кон албанците се проектира помеѓу граѓаните. Судирот на дистанца одговорниците меѓу Ахмети и Мицкоски започна откако од конвенцијата на НАИ во неделата во Скопје, лидерот на ДУИ Али Ахмети му испрати порака на Мицкоски, велејќи му дека со кучиња се оди во лов на зајаци, но не и на орли. Шипонјат флуturojnë lart në kaltërsi. Загарот руај pëрлепуj. Вленија критикуваше оваа изјава, толкувајќи ја како Ахмети да ги нарекол албанците кучиња, но генералниот секретар на ДУИ појасни дека така ги нарекол оние кои се поклониле пред ВМРО ДПМН, а не албанците, и дека албанците во овој случај им биле референца како орли.